Па, бога ми, сега мислам дека секој работник е една социјала. Едноставно не постои врска измеѓу нас и синдикатот, измеѓу работниците и синдикатот. За мене работниците штрайкуваат затоа што не се валјда задоволни од она што го примаат од примањето на своите лични доходи. Тие се многу минимални во овие наши услови за живење. Знаеме да стандардот на работниците е се помал и помал и тие своето задоволство не можат како да го искажат. Синдикат кој синдикат остои кај нас, али како постои, што може да постигне он, таа е сасвим друго прашање. За пароли, зашто се фалиме, таа е друга приказна. Први се нас. Не можеме да се стига да се први, али ипак тука некаде само зборуваме, а тоа стане само на папир во дело, многу слабо. Може да се види на дело. На дело е. Синдикатот на дело е. Синдикатот како синдикат на дело само донесе некои решение за да поевтино нешто да папдиме од зимница, од огрев, од тие поевтини работи, али тоа на двете дати се даваат тие. Едино тоа што нешто помогне повеќе на работникот. А со овие примања, ја мислам дека не е доволно полно. Она како што треба да има еден работник на неговата физичка работа, како што треба да јаде, ја мислам не ги нема тие услови да го обезбеди тоа, за да биде полночинирано. Иренче, ај погоди ја танката, кога ти се пули, се маскираш, а кога ти се опули, не можеш да издржиш. Сонце. Деновиве пред години. На 14 април 1938 година во Велес беше организиран штрајк на монополските работници. Во штрајкот учествуваа 1500 тутунски работници поради тоа што управата на монополот им ги одби барањата за зголемување на надниците и подобрувањето на условите за работа. Штрајкот го раководеше управен одбор на подружницата на монополските работници и штрајкувачки одбор на урсовите синдикати. Штрајкот траеше 3 дена, а управата на монополот беше принудена да ги прифати барањата на работниците. Читам ја вака што други градови. Штрајкот станува како Прилеп, Бор, Црни Бор. Ево Скопје, застои има многу предпријатија како Железара. Не памтам тачно колку вака има направено штрајку. Минатата година во Југославија се регистрирани 1685 прекини на работа во кои учествуваат 288.000 работници или 4,3% од вкупниот број вработени во општествениот сектор. Танјук, 1988 година.
Na работничката класа не е потребно никој, па ни функционерите на синдикатот да ја објаснуваат дека е гладна, дека живее се полошо, дека има безброј проблеми. Таа е свесна за ова, бидејќи го доживува и преживува. Неизи се потребни промени. Изјави вчера на седницата на председателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора Звонимир Храбар, председател на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија. За сега брго, не знам, заборам. А тогаш веќе седите и кажам кој стиготворба. Од 34 година до 40 година. УРС, по македонски вика обединените синдикати. Во Синдикатот на Југославија професионално работат од курири до функционери 4000 вработени, според податоците од мај 1986 година. Председателот на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија прима сега, без минат труд, околу 660.000, што е за 250.000 помалку од платите на челните луѓе на синдикатот во Словенија и Хрватска. Што се однесе синдикатите во тоа време, да ви кажам, прво трпера послодавците и фабриките. Се тресе од нас. Многу се обнашаа. Видите, стално штрекуваме и бараме сите права. Ако однос земеме разлика од тогаш до сега, сегашни директори, верно и они имаат многу страх од денешниот, така речено, работнички синдикат. Многу имаат страх директорите од вие синдикат. Ми променајс постарато да реже петера. Ја учев 38 година есперанто и така бе проценат ја 28 да го научи есперанто. Ама од тога 50 години до сега слабо сум го знам некој така. Па се предаме учител и ученик се среќаваат. И учител го праша учител кију не са сви. Месец леранто работник. Работник го праша учител, а ти кију не са сви. Месец инстористо. Значи учител, така натака. Собата, чамбро и... Сонце. Ја бев тогаш член на партија и по налог на партијата директива да организираме УРСиндикат. И тој УРСиндикат 9 подружници. И тоа берберска, браварска, монополска, граѓевинска, дърводелска, кондораджијска, маслодајна, браќа Левкови и каменолом секција ЖП. Откако организираме, вие во управни одбори влега првенствено повеќе комунисти, скоевци и младинци. И меѓу време се распишуваат парламентарни петомајски избори и тогаш се организира агитна група за да се гласа за опозиција. И село и град се агитираш и стварно успеа таа агитација и тогаш доби опозиција во Велес. По тоа ние налог имаме од партијска организација да го организираме до последниот работник во сите вие синдикални подружници. Имаше една брошура шта ќе нема организација. Таа треба да проучиме. Тоа пишуваше налог да не се работи повеќе од 8 сата, да бидат сите обавезни на социјално осигурени. По тоа видиш чираците да добиваат храна. Овие што се фабриките да им се дава храна, нешто облекло, меѓу време кај шо има тркало, ачек и каиш, да стави браник, некој работник да не го закачи. И делимично дава право на работникот, индустријата и мајсторите, послодавците. И ние ондак почнаме да правиме штрајкови. Прво штрајкуе се берберската подружница. Успешно потариме пред сите права и добиме. И монополски останалите. Некои делимично добија право, некои 100%. Овда беше штрајкот. Ова се вика место Превалец. Така, Превалец. ЖП секција Младенец. Тешки услови беше за живење. И беше приморано да се штрајкуе. Штрајкуеше и беше организатор Борис Молата. Тој беше еден герој таков и стварно текот на еден месец се успеа барањата према тарифниот правилник. Колку членови тој синдикат, мислам, тога имаше вака? Па, како да кажам, не сеќам колку баш. Ајде беа, 5-16 души, така некако. Синдикатот, воопшто, каква организација беше, мислам, на Македонија, цела организација, како Таа беше секој град во Македонија и цела Југославија.
цела Југославија. Имаше совисни синдикати Загреб, па Белград. Во... Од ние се ръководиме од тие. Ја Не бев работи. председател на местни меѓуструковен одбор. По наша директива по местни меѓуструковен одбор беше директивата да се штрајкува тук. Не само они. Во Превалец. Да, во Превалец, па Маслодана, Монопол, Граѓевински, Дрводелски, Берберски, сите штрајкуваме. Цел месец ќе дојдат на радента на работа, ама не работат. Си го бара погледам фон да биде да може да се добие, разбиеш, али шта, хигиенички заштита, мантели, огрев, на раквици, се тоа им се бараше. Синдикатот не сме задоволни. Од себе ни седнас како синдикат, па речено се ирџи речено. Видео работам во каменоломот како бушач едно 18 години. 19. Овие, значи, што се надворешниве, тие се државни се кина, али овие внатрешниве, тоа се лично мојалишта, а и тие доста се кина. А кожата како? Па и здравјето некако се влошува, зависи и до временските услови. Испадни деждо уште малку, па ќе си одиме. И татки, ако си одите, баш ми егале, без трага фатете. И една кофа вода кисторите, наприклад, додални беге. Да, бе, така беше, нема што. Само поминаа тие времења веќе. Ама бе, одживеавме. Одживеавме. Момички, ергенција, се мешаме. Така беше. Бало играш, цицери, мицери, балата. Така беше, младоста тога така беше. Само сега поминаа. Паметиш за време кога беме млади, одеме по вечеринки, игранки, излети, разбиеш, свиреме заедно и свиреше оркестарот. И кога одеме по сернади, што ни правеа? Абе, видиш, тоа беше многу поодамна. Сега стварно го остаревме. Али сепак некако се држиме. Тоа време помина. Одевме по сернади, пеевме, свиревме со оркестарот, басот го носевме и така натака. Арнома на едно место кога дојдовме, кој знае нешто не присна, вода ли беше, шо ли, кога по време се видиме, сео прискани со некоја црвена боја да му се не види. Тука беше темница да видиме. Одиме на едно место се вика Којник, таму на Којник има ширина и убава лама. Кога се видиме таму сето црвена алова боја, а басо волку дупка. Тие беме у групата Борис Алчев, Тимко Алчев, Тоше Бондич, Стеван Чупчев, Чичариста Мајсторот, Благо Ганди и Тоше Мирчев. Тој беше одличен виолинист и тој го водеше целиот оркестар, даваше повод. Од тука утрото одиме кај мајстор Петре Алчев, викам може да се направи басот? Може. Чиевој? Викам е синдикален. Колку пари сака Чико Петре, че не сака пари, шо ми е тој? Абе тој е црвен бас. Комунистичка, ја за комунизмот си го давам душата. Не ви сакам пари. Па тоа е знак на комунистите, разбиеш, што ти сме комунисти, црвени коса носевме, стално црвени, носеме шарпи, црвени и женските. Разно. Тоа е црвено. Ами тоа ни у очи бевме на джанделите. На здраво на тен стајме. Сите што сме комунисти, црвени носиме за инат. И се знаеше кои се комунисти. Со Филимон беме соседи со дуќаните и тој ме воведе во Скоевската организација истовремено и во УРСовите синдикати. Таму успеавме да ожениме многу од неженените пролетари. 35 година како младенец исто јас учествував во синдикалниот оркестар, УРСовиот оркестар, кој имаше за цел да врши агитација, пеење на борбени песми, по излети, по екскурзии, по вечеринки и така натака. Јас сум Јавек Бервер, од кој бев член и на синдикат. И свирев во синдикатот на Прим, а сега сум пензионер. Ја бев кондораџија и кондораџија се останав. После тоа бев у синдикат и таму останав од тоа.
Јас свирев прва виолина, сега сум пензионер. Јас бев тогаш лимарски работник и свиреме во синдикатот, свирев на Прим, а и сега сум лимарски занатчија. Јас бев ученик четврто деление и од четврто деление се упишав у школата за музика, свирем мандолина, сега сум ковач. Ја во ЖТБ работев као ковач и од отаден јас сум и виолиниста и сум пензионер сега. Јас сум работел у синдикатот и устоју синдикатот, што реков. Се предуемне по вечеринки, игранки, матиниња, излети по села, така што имаме служби. Тие игранки беа повод кои одржаваме маса предавање од тогашниот систем, монархички систем, против кралот да представиме. Па нас на работниците ни свири кој кога ќе стигне и како ќе стигне. Некогаш посетно и посетно, зависи од временските услови. Како ќе се најдеме? Во теснец. Па синдикатот е една организација која што мислам дека треба да го штити правото на работникот. Кој како ќе стигне? Некогаш посетно и се посетно. Зависи од времето и од условите. Па мислам синдикатот дека е безгласна буква. Тоа тие слика има, тон нема. Работникот е верен на синдикатот и бил од секогаш верен, а мислам дека сега во овие тешки времиња дека синдикатот се повеќе и повеќе го напуста работникот. Па не е баш за јавност. Само да се отвори, да биде настрана од работна организација. Друго ништо. Да си има свое, да биде собственик на некој кафич или било што. Да е само приватњак. Јас тоа мислам. Дека е најдобро. А за работна организација се полош и полош. За оваа економска криза ќе дојде полош, кој што викаат старите. Тоа би требало да се замислат малку другарите кои што водат политиката. И не би можам да кажам кој си игра со трпението. Мислам дека и синдикатот е тука кој што си играем со трпението на работникот. Дека и тој има превише е пасивен. Неговата пасивност мислам дека доведува до положбата на работникот да биде ваква каква што е денес. Зошто не се јави како гласило на работникот.
Како што живееме, така и размислуваме. Многумина не живеат толку лошо за да размислуваат за промени. Рентиери, новопечени богаташи, па и оние со помали, но објективно незаработени добивки и позиции, ја сметаат кризата за социјален спектакл, а маките на другите не ги гледаат. Вели во разговорот за комунист доктор Милан Матич, професор на Факултетот за политички науки во Белград, зборувајќи за гатанка, дали ќе можеш да погодиш? Еве која, црно ече, главата ко не мече, редици браќа влече. Шо е таа гатанка, како се вика? Воз. Убаво, силно. Воз. Браво, бе, еве ти петка. Погоди гатанката. Во предложените амандмани на Уставот на Југославија, амандман 9.3 стои: на работникот во здружениот труд, кој несовесно или неуспешно ги исполнува своите обврски, му престанува својството на работник во здружениот труд. Зошто за југословенскиот работник мора да се каже ова во Уставот? Зарем неговиот однос спрема здружениот труд не може да се регулира со Законот за работни односи или, уште подобро, со самоуправните општи акти? Зошто страдаме од толку нормирање и зошто југословенскиот работник во својот устав мора вака да се прикаже? 38 година, кога беа изборите за Мачек. И иде писмо од Белград, сите председатели што се на местни меѓуструктурни одбори, да заменат во Загреб на саветовање. Мајки Меси Лепче, Кромич и Мелна Соли замена за Загреб. И таму се станеме за да кажем на место кај во една сала имаше, и таму се представи Раде Кончар. И ние се представиме. И почна саветовање и он рече: другови знаете на цело да еден наш синдикален организација, таа е легална организација, али тоа се наложиле волја Мачек и Драгиша Цветовиќ. И он ги забрани. Но имате предвид дека во самиот устав тогаш постои една ваква легална радничка организација, не може да забрани. Но ние ќе основиме конгрес. Ја кога одам во Велес, одма ме вика началникот: "Јели, где си бил овие 3 дана?" Викам: "Бев у тетки ми најго у Скопје." "Не, још више." Ја укопче, викам: "А, одека знаат." Викам: "Бев у Загреб, ќе имаме конгрес, па да се обнова синдикате." Добро, така каже. И Софиска не буде тога. И се замина. У текот на јануар месец по директива на партијата да организираме демонстрација со назив "Бараме лепи работа." Што да биде, нека биде, мораме ние да демонстрација да снимаме за тоа што да се пробаме нашата сила и партиската организација и синдикатот. Дали можеме масово да подигнеме, утре ќе дое време востание, револуција, еве начука на вратата Хитлер да не окупира. Мораме ние да имаме спремни дали може да подигне масата. И така се закажа на ден 16, првиот ден на Моноплуг. Првиот ден и вториот ден не разби жандармеријата. Третиот ден преку 2000 души собране. И кога ќе ни саме тогаш, веќе не може кордон да прави. Ние пробиваме кордон на жандармеријата. И така, одејќи надоле, имаше едни другари определени, да им рече на дуќанџиите: затворете сите со нас. И што имаше дуќанџи, заначи и тргови, се затворија. И одиме таму пред канцеларијата на Радојчиќ, беше адвокат. И тој нечеше да затвори и демонстрантите му скршиме џамот. И тој испадна со пиштол. Меѓу време има еден Миле Бусулката, тој е вака водоводчија. И извади наган пиштол, со бурил на вака, и отиде на него: "Саќе да разсештам. Или затвориш, или саќе тоа оптабам." И тој се исплаше адвокатот, стаи джебот пиштолот, затвори и дефилето се оди демонстрацијата. Одиме на пазариšte, имаше дрвца прца на магарење,
Викам, дайте ви од дрва, они драговолје селаните, ја растоварија, зеламе сторовици, они со нас чини са. И одиме наоколу, од ке железен мост Штипски на Вардар, заминуваме. Таму има малка ширина и Орце Серебров, тој беше секретар на Месим Гицур Конвар, и го дигнаме враци. И оно одржа говор, митинг, улогата и значението на оваа демонстрација. Ја жалам случај у социализам да владе ставиме штрајкови. Застој Радош вика, сега тоа е модерна. А вие како го викавте? Штрајк. Се знае штрајк. Застој работата и се додека не се исполнат условите, не одиме на работа. Така беше Југославија. А сега утече паѓаат многу онакви. Сега да ви кажам право, ако земеме постојано, денешка е државата Југославија административна. На тројца, на двојца работници и на службеници. Значи, што има една турска дума, понашња кажеме, 90 кучиња стовци. И се суши, ќе изедат профити. После има многу големи маредни трошкови, патни, дневни, ќе иде за свински продаж до Скопје, за 1 сат ќе се држи цел ден, ќе иде у Тетово, ќе купи ораси, мигдали, оваде коштени јаболка, ќе дојде Катланово, ќе поседа таму и ќе забават никој време, евти цела надница. Затоа, значи, многу големи трошки се прават. Сонце. Ние се бореме, види вака. Значи, обично да ме учеме ние социализам, комунизам, што е се тоа. Арно, ама, што е, например, сега вака социализам. У социализам е према способноста да работиш, а према залагањето се добиеш. Сонце. Нямаме, ја има семинари. Одем на семинари, вака, што е комунизам? Комунизам е, например, заедничка работа, меѓусобно спомагање. Тоа малце е потешко да се прихвати. Сега представиме, ја и ти жниеме, ваа постај. И ти жниеш. А рамо некој што поспозен, погоро ќе го жнием. Заостанам. И сега треба тој што ожнал да му помогне на вој. Ама ти ќе праси имоланти, така малце потешко се свати комунизам. Па болшевизам, замрдите. Кога цвете цветот, поубав е светот.